Во Гевгелиската општа болница продолжува имунизацијата на лица над 70 години. Вакцинирањето против COVID-19 сега се врши во новите адаптирани простории на поранешното одделение за кожни и венерични заболувања во општата болница, наместо во дијабет центарот кој функционираше како вакцинален пункт. Имунизацијата во општата болница продолжува со пристигнатите 300 вакцини на кинеската фирма Sinopharm. Според добиените количини во наредните 5 дена треба да се вакцинираат граѓаните кои се пријавиле на платформата vakcinacija.mk, а се во повозрасната група. Системот автоматски ги презема пријавите и ги испраќа на мој термин за вакцинирање во Гевгелија. Граѓаните за термините се известуваат преку SMS порака или порака на имейл адреса. Доколку нема лица за вакцинирање над 70 години, системот автоматски ја спушта долната граница на пријавените граѓани. Меѓутоа, од Сдруженијето на матични лекари сметаат дека има проблеми со системите и бараат подобро да се организира вакцинацијата. Значи, реакција има од сегде и дистанцата е голема. Значи, на пациент од еден град, да речеме од Северна Македонија, закажено е за во Јужна Македонија или било како. Мислам дека е некаков хаос или некаков софтверски проблем настанато или било како. Сметам дека се може да се искоригира, но комуникација мора да има, за да барем потврдите ги информациите, жив ли е пациентот, нели е жив пациентот, кои бази на податоци ги користат, и да се информираме навреме, за да не сме овака изненадени кога ќе дојде пациент изреволтиран дека некој му закажал или зошто си ми закажала во Гевгелија, ние поима немаме дека е во Гевгелија креиран терминот. Досега од почетокот на имунизацијата во општата болница Гевгелија се вакцинирале 650 граѓани. Вкупниот број на имунизирани граѓани од целата општина изнесува над 1100 лица, бидејќи тука се вклучени и вработените кои се изложени на ризика се вакцинирале во Скопје во салата Борис Трајковски. Во моментов намален е бројот на сместени пациенти во ковид модуларната болница во Гевгелија. Таму има само 7 лица позитивни и сомнителни на коронавирусот, а поради намалениот број на хоспитализирани пациенти, затворен е делот од нервната клиника кој служеше како ковид болница.